Ова утро главна тема, односно нашиот фокус ќе го ставиме на загадениот воздух и говорејќи за загадениот воздух, исто така ќе го дишаме истиот. Загадениот воздух за жал е проблем со кој се соочуваме многу одамна, не само овој период, а и на некој начин можеме да кажеме дека се соочуваме во текот на целата година со оглед на тоа дека присуство на загаден воздух имаме во текот на целата година, но највпечатлив и највидлив е во текот на зимските денови. Според последните информации во врска со загадениот воздух покажуваат дека е двојно се зголемено присуството на PM10 частичките од почетокот на грејната сезона, односно 15 октомври. Кој е главниот виновник и кој е главниот извор за загадениот воздух? Ово утро ќе слушнеме од мојата денешна гостинка Татјана Стојановска, која е член на иницијатива О2. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро, благодарам за поканата. Тоа е изразот главен виновник, знаете, многу релативно, затоа што имаме многу виновници и едноставно нашата географска структура, конкретно на градот Скопје, таква што поради намалените температури, ниските температури се јавува една температурна инверзија, задржување на воздухот во котлината, а имаме енормен број на извори на загадување на воздухот, поради кој што многу сме почувствителни на тоа на загадувањето, бидејќи е реално да се види во токму во овие месеци. Апсолутно се согласувам со вас дека загадувањето е во градот и преку цела година и не само во градот, во државата, но да се задржиме на нашиот град како најпогоден, посебно и на информациите во однос на мерните станици колку е загадено. Како ви кажала виновник, виновна е инертноста на сите власти досега во овие 10 години додека се алармира, сметајќи дека ова нешто кое што треба да се збори, а не да се решава. Ние мораме да почнеме да решаваме. Во однос на извори на загадување, кои што би ги дефинирале како виновни, тие не се виновни, но тие постојат, има испитување направено конкретно и за градот Скопје во текот на една година. Нормално загадувањето е највидливо и најголемо во зимските месеци и при тоа отпаѓа најмногу на начинот на загревање. Многу луѓе не ја прифаќаат таа информација, но реално од испитувањата сепак треба да веруваме на компетентни луѓе дека загревањето во градот учествува со 30 до 60% во зимските месеци во загадувањето, а во некои најладни денови од 50 до 60%. Тука вие може да се слушне и сообраќајот како позадинско урбано загадување, кој што се движи од 11 до 14%, но ако застанете близко до раскрсница се зголемува и до 34% на таа локација. Второ загадување исто така горењето на мазут и нафта, кое што се движи од, па не знам, сега веќе процентите се тука, некаде околу двоцифрени од 12 до 16%, дали се работи горење за индустријски капацитет или за лично грејење, секако процентот е многу висок. Тоа е во моментот на зимските месеци. Не можеме да ги заборавиме и да не ги сметаме како загадувања и земјаната, односно градежната прашина, која што се движи од 4 до 46%, нели, во зависност од интензитетот и локацијата на градбата. Имате тука исто така горење на разен отпад на отворено, кое што исто може да се движи во енормни рамки, посебно во пролетниот период и од 19 до 36%. Секако постојат многу фактори, не може да ги наречеме виновници, тие постојат, ние мораме да бараме начин да истите се намалат, не можеме да ги отстраниме. Но пред се, виновно, како што велите, е тоа што ние го невозможуваме проведот на самиот град и со самиот урбанизам. Ја лично сум голем борец и противник против оволкавото урбанистичко ширење, односно затнување на градот, бидејќи невозможуваме проведот кој е основен да ние некако можеме да го намалиме загадувањето. Во однос на индустриите и фабриките, веќе напоменавме дека на некој начин и тие учествуваат во овој проблем. Дали сметате дека оние кои што не ги почитуваат еколошките закони треба за нив повисоки казни, повисоки мерки?
Знаете како, кај нас е тоа исто така една инертност од страна на институциите, затоа што гледам луѓето реагираат, па која индустрија, ние имаме само една индустрија. Не, имаме многу мали погони кои што не се контролирани, кои што немаат задолжување да постават било какви да добијат било какви дозволи или филтри во своите погони, а никој не ги пресметува како начин на загадување. Се појавуваат преку согорувања и нели разни други отпади, но не постојат како директни загадувачи. Пред се тука мора да нагласиме, мора да се притисне, се работи за закон за индустријски емисии кој што веќе неколку години се спрема и вела дека е спремена никако да се постави на разгледување во собрание да истиот се донесе. Така со тој закон ќе се овозможи и да се постават такви филтри и да се бараат А или Б интегрирана дозвола од помали и досега нелоцирани погони. Покрај овие што веќе постојат и што знаеме дека се уште не ги исполниле своите обврски. Конкретно за Скопје, за Усија не можеме да кажеме дека не исполнило, но имаме други индустријски капацитети кои што се уште го одолжуваат процесот на исполнување на обврските токму поради непостоење на закон за индустријска емисија. Ние велиме немаме индустрија. Се е индустрија, не можеме да кажеме немаме индустрија. Сепак постои загадување кое што укажува на тоа дека имаме капацитети од индустријата кои што го загадуваат и воздухот кој што го дишаме. При самиот крај кратко сакам да прашам, еве хипотетички земано, доколку се преземе нешто за да се реши овој проблем. Колку време ќе треба за да се вратиме во нормала? Поентата ми е дали е тежок процес за враќање во нормала и долг? Многу долг и тежок, но мора да се почне, луѓе, ние ништо не почнуваме. Видете, мерката сега за оведување на постари возила, наместо ние да гледаме го намалиме сообраќајот, да се спроведе мерката за налипници или за оние поголеми загадувачи автомобили, тоа не се прави, ние носиме мерка за носење повторно за овозможување на носење постари возила со поголеми нели издувни гасови. Можеби да, сега над 10 години не се толку, ама ви овозможувате сепак стари возила да ви влегуваат. Потоа мерката во однос за зеленување на градот. Ние градиме нови згради, ќе ставиме зеленило на зградите. Какво е тоа решение кога ние го уништуваме зеленилото кој што веќе постои? Ние не превземаме буквално ништо досега што би дало едни далекорочни резултати како што даваат во западните земји. Горењето на отпад, па дајте да формираме, дајте да ангажираме волонтери ако веќе немате доволно инспектори да видиме каде на отворено се гори отпад, да се санкционираат сторителите. Значи ви велам, ништо не се прави, а од друга страна чекаме резултати. Резултати, да, ако почнеме сега и веднаш, можеби ќе имаме за едно 10 години. Сега, за сега, ништо ова ќе го дишаме и ќе имаме се поголем број на респираторни заболувања и се поголем број на случаи од такви респираторни заболувања за кои што не сме ни свесни. Благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и вам. Говоревме на актуелна тема, проблем кој што не засега сите нас. Можеме да напоменеме при самиот крај дека загадениот воздух е главен фактор за срцеви и мозочни удари, како и за рак на бели дробови. Исто така може да напоменеме дека загадениот воздух е причина за секој 9-ти смртен случај кај новороденчињата во Македонија.